Hvala na Boga što i danas sme zajedno, braki i sestri, u ovoj saboten den. Iako je žeško nadvor, toplo je leto je, no verujem da ovdje nije prijatno i može da posvetime vнимание na ova naše današnje razmisluvanje, koje nosi naslov Pouki od biserot. Ке зборуваме, значи, за бисерите. Библијата е полна со примери. Еве на почетокот, ајде да го проследиме текстот, за да имаме една јасна слика за што ќе зборуваме во ова наше денешно размислување. Матеј 13 глава, 45 и 46 стих. Еве што кажува овде Исус во своите параболи. Бидејќи ова 13 глава е цела со параболи, па јас се одлучив еве да зборуваме за бисерите. И Царството небесно е слично на трговец, кој бара убави бисери. И кога најде еден скапоцен бисер, оди и продава се што има и го купува. Кога ги прашуваме луѓето што мислат, што представува бисерот, има два одговори. Првиот, дека бисерот го представува Евангелието, а купувачот е изгубениот грешникот кој го наоѓа тој бисер, од се се откажува само да го добие, односно да го усвои и да живе според ова Евангелие, според ова радосна вест. Друго толкување е дека купувачот е Исус Христос, а бисерот сме ние, односно неговата црква на оваа земја, за која е платена голема цена, голема откупнина, за која малци подосна и ќе читаме. Но, браќи и сестри, Библијата е полна со примери. И секој пример има своја порака. Еве, на пример, ако читаме во Псалмите 19, од 1 до 4, сеќавате што вели Давид. Небесата што прават? Да, ја објавуваат славата Господова. Небесата ја раскажуваат Божјата слава. Небесниот свод го навестува делото на неговите раце. Денот на ден му го објавува тоа, ноќта на ноќ и сопштува. Нема говорни јазик каде не ќе се чуе нивниот глас. Значи, се што постои во Вселената, во природата, е порака од Бога дадена до човекот, до тебе и до мене. Значи, Библијата е полна со лекции, со совети, со упатства и токму еве денес ќе размислуваме за бисерите. Скапоцен бисер. Дали знаете како настануваат бисерите? Сте читале, сме проповедале, сме зборувале, но ако отидете малце на интернет и ќе видите дека бисерот се раѓа каде се создава? Во утробата на школката. Надворешниот дел на школката, значи, се состои од 80, како и надворешниот, така и внатрешниот дел на школката, сега станува збор за бисерот, од 80 до 92% од калциум карбонат. Значи, кога ќе падне некое страно тело во утробата на школката, дали тоа зрнце песок, може би некоја коска од риба или било што, и ја надразнува внатрешноста на утробата на самата школка, таа испушта слуз и тоа се лачи, се таложи, се едноставно врз тој страни предмет, тој седев се нарекува, и на тој начин тоа зрно песок, значи, кој го гребе мекото ткиво на самата школка, подосна се претвара во бисер. Најголемиот бисер на светот, знаете колку тежи? 6 килограми и 37 грама. И е проценет на повеќе од 30 милиони долари, американски долари. Тој најден на Филипините во 1934 година и е наречен Лао Цеа. Школката која го направила припаѓа на видот тридацна гигас. Постојат некаде околу 3000 врсти на школки кои произведуваат бисери. И кога ги гледаме тие бисери, претежно на кој ги носи бисерите? Жените. Жените ги носат. Добро, овде имам извлечен од интернет дека и во Охрид се произведуваат. Има две фирми кои произведуваат вистински бисери. Има и многу лажни. Значи, има и лажни бисери кои се направени од пластика и потоа се обложени со седев или стакло. Значи, се обложуваат со емулзија која дава сличност
и сјај како вистински бисери. Производството на ваквите бисери е поевтино и побрзо, поради што нивната малопродажна цена е многу пониска од она на вистинските. Да еден бисер настане, знаете колку години треба? 3 години. Постојат некаде околу 3000 врсти школки бисерници кои произведуваат бисери. И тоа постојат, како што постојат рибњаци за производство на риби, постојат и така, значи, се одледуваат школки, бисерници и тие произведуваат бисери. Еве, ова не е обоја, ама овде е бисерат. Има мали, средни, големи и они вистинските бисери навистина се скапи. Постојат и црни бисери. Посебни школки ги произведуваат. Значи, едноставно, луѓето ги произведуваат тие школки, ги отварат, насилно им стават зрнце песок за да убрзат. Тоа е серијски произведуваат. Значи, како што рибите се одледуваат во тие рибњаци, постојат и посебни места, посебно тоа е горе на Блискиот исток или тамо далечниот исток во Јапонија, Индија, каде што има огромни, како да ги наречеме, места кај што школки се одледуваат и произведуваат бисери. Зошто Исус го зел токму бисерот? Ке видиме малце подосна зошто Исус го зел како пример бисерот, односно трговецот нашол бисер, скапоцен бисер, отишол и продал се што има и го купува. И знаеме каква радост представува за тој трговец. Ние ова тромесечие учиме за печката на неволите и ќе видиме како тој бисер ќе го поврземе со таа печка на неволите. Бидејќи бисерот се создава на еден посебен начин, кај што внатре во утробата на самата школка представува болка, гребнатинка, и школката не го исврлува односно зрнцето песок, туку тоа зрно песок ќе произведе рековме за 3 години прекрасен бисер на кој ние ќе се восхитуваме и многу луѓе, односно посебно женскиот пол го носи. Значи, бисерот има висока цена во зависност од неговата форма, големина и боја. Бисерот, рековме, се формира кога зрнце песок ќе влезе во лушпата и ќе се заглави во тоа меко ткиво на внатрешниот дел од самата школка. И затоа, како производ на болката и страдањето на една школка ќе се создаде скап бисер. Црквата на Исус Христос, нова земја, браќа и сестри, е формирана од страдањето и болката на Исус на Голготскиот крст. Христос претежно, како што вели пророк Исаја, претрпел ужасни болки. Еве да се подсетиме само на текстот во Исаја 53:5. Еве што пишува: но тој беше изранет, изнаранет за нашите греови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Колку платил Исус за да го откупи тој бисер? Колку платил? Животот да те откупи тебе и мене. Значи, бисер сме ние. Христовата црква не како градба, туку оние кои членуваат во таа градба, односно тебе и мене. Христос во своето страдање доживел секоја можна болка и страдање. Како што школката не го странува страниот предмет кој ќе влезе во низината внатрешност, туку се помирува со тој предмет, го излучува тој слуз и тоа се таложи и на крајот се создава прекрасен бисер. Од Христовите страдања, браќа и сестри, се родила Христовата црква. Нешто светло, нешто убаво, вистински бисер Божи кој свети со слава Божја. Дали сте го гледале филмот од Мел Гибсон "Страдањата на Исус"? Тоа беше пред повеќе години. Тоа е еден навистина тежок филм. Последните денови или часови насликани во филм претворени. Многу крв, многу маки кои Исус ги поднел токму за нас. И тоа е прикажано во тој филм. Мислам дека после гледањето на тој филм ќе ви биде појасни стиховите кои ги наоѓаме во првото послание на апостол Петар. За мене барем добија ново, живо, јасно значење.
кога размислуваме колко го чинело небото Исуса за моето спасение, не можеме да останеме равнодушни, а да не го прифатиме Христа, да не го прославуваме во нашиот живот. Ајде да видиме што пишува апостол Петар во неговото прво послание, 1 глава, 18 и 19 стих. Еве што вели апостол Петар. Знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте откупени од суетниот живот, кој ви се предаде од татковците ваши, туку со скапоцената крв на непорошното и чисто јагне Христос. Значи, што е платено за нас? Крв пролејана. Не сме откупени овде, вели, со злато или сребро, или она што сме го наследили од нашите татковци, туку скапоцената крв на Исуса Христа. И зато како производ на болката и на страдањата на една школка се создава убав, прекрасен бисер. Браќи и сестри, знаеме дека спасението Божие е бесплатно. Не може тоа ние да го платиме со ништо. Тоа е дар. Но само Христос бил подготвен да ја плати таа цена за нас. Тоа чинело многу. И предпоставам дека да бевме малку посвесни, не само ние овде, и оние кои не се сега овде, и оние кои можеби не слушаат, а се дома, каква цена е платена за нас, црквите би биле пополни, повеќе луѓе би доаѓале. Не би ни било тешко да дојдеме на богослужение, затоа што ќе сватиме вредноста и големината, колку ние вредиме, кога Библијата вели дека Исус би дошол, би го направил истиот тој пат, би го поминал само за една личност, само за една душа. Исус би го дал својот живот само да биде таа личност спасена. Но, ајде да си поставено прашање, како се ние однесуваме кога ќе не идеме на неволи? Еве школката го прима тој производ или тоа странно тело, не сакајки. Таа се отвара во некои моменти и паѓа внатре зрнце песок или некоја сува коска или некој друг отпадок и таа се затвара и не може да го исфрли. Како ние се однесуваме кога ќе падне некој зрнце песок во нашиот живот? Сигурно не ни се допаѓа кога ќе наидеме на проблеми, на искушенја или на болести. Може би се обидуваме тоа да го отфрлиме, тоа зрнце песок од нашите животи. Меѓутоа, Господ некако од време на време ќе ни пушти некое зрнце песок, за да не освести. Може би Бог од време на време намерно фрла некако зрно на страдање во нашите животи, за да ја испите нашата вера. Да види дали сме ние напредувале или стоиме во место. Ајде да се подсетиме за Јов. Често пати го спомнуваме, само една мала цртичка, една мала дигресија и подсетување на побожниот Јов. Безгрижно живеел во своето големо семејство. Богат дом со многобројни деца, имал 10 деца. И тогаш преку ноќ се свртило. Јов губи се. Дали се случило некојаш и вам? Преку ноќ одите на лекар и добивате некоја дијагноза која воопшто не е розова. Тешка дијагноза. Јов губи се. Имотот, тоа не е многу ни важно. Но тој го губи сега дури и здравјето. Фамилијата, децата. Верата на Јов во Бога била ставена на тест. Јов во тие мигови можел да го обвини Бога за неговото зрно песок и во горчина да му го сврти грбот или да го прифати. Но после сето тоа, Мојси, кој е писател на оваа книга на Јов, еве што запишува во првата негова глава од книгата на Јов, го знаете оној 21 стих. Кај што вели, Господ даде, Господ зеде. Благословено да е името Господово. Но јас сам малце би го проширил тој текст, бидејќи е подолг, ние само го цитираме тој дел, вели, излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. Благословено да биде Господовото име. Еки сестри,
Нема сега да го тумачиме Јов. Само го спомнав успат дека и тој добил зрнце песок во својата утроба, во својот живот. Изгубил се и здравието му било на конец. Но гледате каква големина Јов покажува во сета таа негова голема трагедија. И подоцна, после известно време, Бог дава одговор. Мојсей тоа го запишува во последната глава од неговата книга. Еве што пишува Јов 42, 10 и 12. И Господ Бог Јова го умножи со се што имаше двојно. И Господ го благослови крајот на Јов повеќе од почетокот. Што мислите, да не доживел трагедија? Сигурно Бог не би го благословил двојно. Но еве сега Мојсей вели, Јов бил благословен двојно повеќе. Имаше 14.000 овци, 6.000 камили, 1.000 јарем волови и 1.000 магарења. Мислам дека Македонија нема толку таква бројка на животни на државно ниво. Барем сега во овој момент. Не знам дали има 1.000 магарења Македонија. Иако сега веќе се формираат фарми да се чуваат од друга аспект за производство на млеко и така натаму, бидејќи било здраво, но како е да е, сега Мојсей сака да ни каже дека тоа зрнце песок кој е дошло во животот на Јова, Бог го благослови во огромен бисер. Еве, и децата му биле вратени, односно Бог го благословил и со пород. Тоа бил Божиот одговор, браќа и сестри, на верноста на Јов. Нашиот личен однос кон неволите може да има посилно влијание на другите, на оние кои се околу нас, од 1000 проповедени проповеди. Црквата Христова секогаш растела и напредувала кога била прогонувана. За време на бивша Југославија, поранешна Југославија, скоро во сите републики имаше војна. Еве, ќе споменеме Босна, тамо 90-те години во минатиот век. Црквата наша, барем во Сарајево, беше полна, а сега може би како ние што сме. Зошто се прашуваме? Кога животите на луѓето беа загрозени, кога не се знаеше ако отидеш по леп дали ќе се вратиш жив назад, кога луѓето беа гарантирани од сите страни, тогаш го побараа Бога како единствена заштита. Значи, кога црквата, кога народот е прогонуван, може би тогаш верноста е посилна кај сите нас. Додека страдањата на христијаните ги следеле безбожните, во нив може да се види радост, мир, љубов и простување. Кога христијаните ги затварале во тие катакомби, во тие арени, каде што биле фрлани пред диви животни, то било семе кое се сеело и многу луѓе подоцна во наредните векови се обратиле благодарение, читајќи големата борба и нивниот живот како бил во тоа време. Значи, сето тоа луѓето ќе ги едноставно натера да размислуваат и да посакат и тие да го имаат тој Христос. Светот видел прекрасен Божи бисер кој бил создаден во огнот на прогонството кој го имале тогаш луѓето, христијани, во нивниот лик надворешен се гледал Христовиот образ. И затоа повторно ќе се подсетиме дека бисерот се формира, браќа и сестри, кога едно парче ѓубре, да го наречеме отпадок, безвредна работа ќе падне во утробата на школката. Ова споредба ни кажува за една навистина јасна, убава вистина, именно дека Христовата црква, бидејќи бисерот е Христовата црква во споредба, е создадена од маки, од проблеми, од искушенија, односно формирана е од страна на Исуса Христа. И денеска црквата Христова е составена од, под наводници, разновидни отпадници, грешници, тоа сме ние. Тоа не е навреда, него тој факт, дека црквата Христова е создадена од луѓе кои биле на маргините на општеството, кои биле грешни, кои се чувствувале отфрлени, но за тие луѓе кои биле отфрлени е дадена откупнина, а тоа е крвта на Исуса Христа, неговиот живот. И затоа апостол Павле, еве што ќе каже, ќе не подсети, без навреда. Тој ја кажува правата вистина, а верувам дека ние самите ќе се препознаеме. Оде во посланието до Ефесјаните, во 2 глава,
od 1. do 3. stih Pavle ja kažova slednava вистина за тебе и за мене. И вас, кои бевте мртви поради вашите престъпи и гревови, во кој живеевте некогаш според векот на овој свет, според кнезот на воздушните сили. Знаеме, Павле вели на друго место, кој е кнез на воздушните сили? Тој е сатанат, ѓаволот. Вели духот кој действува сега меѓу синовите на непокорноста. Меѓу овие и ние живеевме. Павле, и тој се заедначува со тие отпадници. Ние живеевме секогаш во своите телесни страсти, извршувајќи ги похотите на телото и на помислите и бевме по природа чеда на гневот, како и сите други. Гледате, од што е составена денешната црква Христова. Тој бисер. Значи, луѓе кои биле отфрлени, овде Павле, и тој се изедначува со таа група на луѓе, но од нив Бог направил бисери. И зато денеска ние сме бисери. Тој бисер треба да го отсјајува ликот Господов. Браќи и сестри, какво ѓубре сме биле некогаш, кога не сме го познавале Христа. Но тоа ѓубре, условно кажено, Бог прави бисери. Но да дојде до бисер, што треба школката да прави? Трпење да покаже, да биде стрплива и 3 години да лачи тој слуз, да го обликува тој камен или то каменче или тоа странно тело во низината утроба. И на крајот човекот го отвара, ја отвара школката и наоѓа бисер и се радува и го закачува на гердан и се луѓето воскитуваат. Ние бевме како остро зрнце песок во Божјото око, кој го заслужи неговиот гнев. Меѓутоа Бог не помилувал преку Христа и не облече во неговите облеки на праведноста. Павле вели во Римјаните 8:1: сега нема осуда за оние кои се во Христа Исуса и не ода според телото, туку според духот. Така да и ние, кои сме биле безвредно зрнце на песок, станавме вистински Божји бисери, Божји деца. А во Јован, Евангелие 1:12, знаете што пишува? Еве ќе ве подсетам, бидејќи го цитирам и тој текст често пати, вели, оние кои го примија, што стана? Така, Јован 1:12, еве да го прочитаме како во оригинал е наведено. А на сите кои го примија, им даде власт да станат Божји деца, Божји бисери, на оние кои веруваат во неговото име. Значи, сите тие зрнца песок, кои го боделе, кои го боцкале телото Христово, благодарение на Христовата крв и на неговиот откуп, ние сме станале и сме во очите на Бога бисери. Но и сепак, ако сме бисери, наидуваме во животот на проблеми, на искушенија, на болести, на страдања и смрт. Како се тогаш однесуваме, браќа и сестри? Многу често, да бидем искрени, кога ќе наидеме на таква категорија, на такви работи во животот, имаме негативен став кон страдањето, болеста и несреќата што ги снаоѓа нашите животи. Кога ќе ни се случи нешто лошо во животот, често пати ги обвинуваме другите, а потоа дури и Бога. И така наместо тоа зрнце песок, наместо тие неволи кои наидуваат во нашиот живот, да им дадеме шанса на тие проблеми да се трансформираат во посебен бисер, тоа ни носи горчина, лутина и депресија. Кога тоа странно непријатно тело ќе падне во лушпата на школката, таа не може да го исфрли. Таа се помирува со тој предмет и оди сега на друга варијанта. Да од тоа странно тело кое го боцка однатре да направи пријател и ќе почне да учи тој слуз. Таа леплива течност ќе се таложи и на крајот ќе се произведе прекрасен бисер. Таа школка со ова тугио и непријатно тело во себе сега може да живее многу побезболно и посреќно. Браќи и сестри, дали не ќе дозволиме да Бог, тоа зрнце песок кој ќе падне во нашиот живот, да произведе на крајот еден убав бисер, а тоа сме јас и ти. Да еден ден сите кои ќе не гледат, да се восхитуваат и да кажат, еве, овој беше
со Исуса Христа. Важно е само да заземе правилен став кон нашата негативност. Како школката која го прифаќа тоа страно тело и не се буни, и да се буни нема шанси тоа да го исфрли од себе. Павле вели во 2 Коринтјаните 12 глава, во 7 и 8 стих, дека и тој во животот добил еден трн. Ајде да го прочитаме тој текст, за да добиеме една конкретна слика. Знаете, апостол Павле често пишува за себе, тој воопшто не ја гланца работата, кажува така како што го чувствувал тоа во својот живот. И овде во 12 глава, во 7 и 8 стих вели: и за да не се возвишувам поради прекомерните откровенија, даден ми е трн во телото, зрнце песок. Дали сте имале во чевелот некој зрнце песок да ви падне? Кога одите? И тоа е така пецка, така удара, или влечки сега, лето е. Неподнослива, толку е ситно, може постарите да не може да го видат. Павле вели дека, ете се фали, има многу виденија. И вели да не се превозвишувам, Бог ми даде трн во телото. Сатанин ангел, за да ме удара, за да не се возвишувам. И сега вели, 3 пати се молев на Господа за тоа, за да го острани од мене. Но тој ми рече, што му кажува Господ? Молчи, Павле, доста ти е мојата благодат. Ја не знам што за Павле представил овој трн. Иако има теолошки тумачења, те имал проблем со очите, точно е, бил низок пораст и тоа е точно, меѓутоа имал и други здравствени проблеми, не е важно сега. Не е важно. Очигледно овој трн на Павле му задавал огромни проблеми. Тој 3 пати се моли, самиот признава, вели, но Господ му вели, молчи, Павле, доста ти е мојата благодат. Павле дозволил сепак тој трн да остане во неговото тело. Тој го прифатил тој свој трн и престанал да се лути на Бога. Тој сега му дозволува на Бога тој трн да го обликува со неговата милост и љубов. Неговиот трн, трнот на Павле ќе стане прекрасен бисер. И Павле еден најјаките, најсилните апостоли. Имал 3 до 4 патувања европски. Основал десетици цркви. Ќе го претепат во тој град, ќе го фрлат преку зид, тој ќе се опорави и ќе дојде од другата страна, ќе влезе на тој град. Павле ќе биде еден прекрасен бисер, што Господ ќе го употреби на своја прослава. Познатата композиторка на христијански химни Фани Кросби била родена слепа. Тоа бил трн за неа. Таа доживеала длабока старост. 94 години била слепа. Фани можела да го обвини Бога. Да го обвини Бога за низиното слепило и да се налути на него и на тој начин да го промени, односно да го помине целиот свој живот во густа духовна темнина. Но таа во текот на животот поверувала во Исуса, го прифатила Бога. Таа му се доверила целосно на Господа. И Господ, тој трн, тоа слепило таа што го имала во целиот свој живот, Господ и дал милост и ја направил свој бисер. Фани напишала над 8000 духовни песни, кои ги има и во нашите песнарки, и денеска се пеат во цел свет. Отпечатени се во милиони примероци, а кои се уште се пеат во многу цркви широм светот. И таа благодарение на своето сведоштво, на луѓе кои биле слични со неизе, слепи, ги насочила кон Христа, зашто станала бисер во очите на Бога. Иако не била слепа, иако станала слепа цел живот, 94 години, но сепак таа дозволила тој трн, кој те го имала во животот,
da Bog go pretvori во бисер. Би споменал уште едно име. Уште еден пример. Госпоѓа Ериксон. Може да најдете на интернет. Таа како девојче ја повредила кичмата. Еве какова момче што си играле во водата, пливало и ја го повредува, кичмата. Останала неподвижна. Инвалид до крајот на својот живот. Кога тој се случило, низината прва реакција на Ериксон била гнев и лутина кон Бога. Зошто, Господе, го дозволи тоа? Но со текот на времето и таа го прифатила својот трн. И дозволила Божјата милост да почне да ја прави бисер. Таа денес е голема Божја слугинка. Оди по цел свет. По цел свет во количка е. Стотици и илјадници луѓе доаѓаат на нејзините предавања. Има напишено многу книги. Таа, како инвалид, кон Господа донела стотици и стотици луѓе. Таа е Божја слугинка која донела многу инвалиди, физички инвалиди кај Христа, благодарение на низините проповеди. Благодарение на низиниот трн, кој сега Господ го претворил во бисер. Хелен Келер, овде во пуката го читавме денеска тоа. Еве, јас го препишав, но можеме да прочитаме директно што кажала ова жена. Да ве подсетам. Карактерот не може да се развие лесно и тивко. Само преку искушенија и страдања душата може да се зајакне, да се разјасни визијата, да се потикне амбицијата и да се постигне успех. Како до успех може да дојдеме? Како може да дојдеме до успех? Како амбициите може да се потикнат? Како да се разјасни визијата? Хелен Келер, кој исто така имала голем свој трн во животот, но ја дава ова изјава. Карактерот не може да се развие лесно и тивко без трнови. Не знам кој е твојот трн, но јас го знам мојот. Секој од нас има некој трн. Подголем, помал. Некој може има глок трн. Знаете оне глогови? Некој може мало трнче, но сите боцкат. Сите се непријатни. Но да му дозволиме на Бога, браќи и сестри, да од тој трн, со неговата милост и љубов, да се произведе еден убав, прекрасен бисер. Кај што и самиот Бог ќе се фали со нас. И после се што било, односно пред тоа, кога сатаната бил горе на состанок, што му вели Бог? Сатано, го знаеш ли мојот бисер доле? Дали си го видел? Да, го знам, ама ти си му поставил стража, си му дал богатство, си му дал се, ки ти биде бисер, ки ти биде верен. Ве враќам на разговорот меѓу сатаната и Бога. И Бог вели, ети ти го, само остави му го животот. За Јов станува збор. Господ знал дека тој бисер ќе излезе уште поголем бисер. Не било лесно на Јова, зашто не го знал тој разговор помеѓу Бога и сатаната. Ние сме бисери, браќи и сестри, и да бидеме горди. Но, што ќе се случи еден ден кога Исус ќе дојде? Што ќе се случи кога Исус ќе се појави на облаците? За бисерот може да зборуваме многу. Може да зборуваме, например, за неговата, дека е неуништив, дека е брилијантен, структурата, како е составен самиот бисер. Дека во школката има колку бисери само? Еден, како што има само една Христова црква на оваа земја. Нема 100 цркви. Исус основал само една своја црква. Но, еве да си поставиме прашање неколку пред да завршиме. Што правам со бисерот Божи што ми е даден? Најголем бисер е Исус Христос, секако. Дали го носам или го кријам? Кога ќе ме прашат, и ти ли си Христов? Да кажеме, да, јас сум Христов ученик. Каква вредност има за мене Божиот бисер на спасението? Дали сум подготвен да платам целосна цена, се да дадам, како во приказката овој што продал се, само да го има бисерот?
Bog napravil sve, go dava своето најмило. Исус Христос доаѓа и ја плаќа откупнината. Нека Господ ни помогне, браќи и сестри, да направиме се што е од наша страна, да го зачуваме тој Божи бисер, бисерот на спасението за себе, но не само за себе, да го споделиме и со другите. И така еден ден, кога Исус ќе дојде, кога ќе бидеме жители на новата земја, во небесното царство, да влеземе и ние низ таа бисерна врата. Ајде да читаме Откровение 20, 22, 21. 21. Еве што пишува. Обратите внимание. 12 порти, 12 бисери. Секоја врата беше од еден бисер. И градската улица беше од чисто злато, како прозирно стакло. Браќи и сестри, замислете какви се тие врати. Какви се тие бисерни врати. Спомнавме на почетокот дека денеска најголемиот бисер е пронеден од колку кила? Скоро 6,5 кила. Вреден 30 милиони долари. Овде Јован гледа врати 12 порти. 12 порти од бисери, големи, а таму треба да влезе и Адам. Адам колку е висок? Не сме го мерили, ама негде отприлike 4 метри, замислите. Ајде ние да сме пониски од Ева и од Адама. Кога велам ние, оние кои ќе бидат спасени. Секако тие бисерни врати се околу 4 метра. Замислите, бисер, какви ќе бидат тие бисери. 12 порти, 12 бисери. Секоја врата беше направена од едно зрно бисер. Ова зрно бисер што го спомнавме е 6,5 кила, пронајдено 1934 година. Господа ни помогне, браќи и сестри, еден ден јас и ти да поминеме низ таа бисерна врата. А таму ќе не дочека Исус кој ќе каже: добри верни слуго, во малку си бил верен, влези во радоста на мојот Господар. Амин.